Посебно сакам да го истегнам овој ден, кој во исто време државен и религиозен. Ние треба да знаеме, треба да се сеќаваме дека ние сме местото каде купуваше или да кажем шериаше религијата, браќата Пино и Методија и тие продолжуваат 40% на нашата азбука, односно словенската. Затоа ние треба сме должни на тоа и да ги шириме и понатаму сите свозени обичаи со религијата и да се со тоа ние кажем да се представи пред јавноста дека секој пат сме имале ние такви обичаи, такви и цена каква беше манифестација на која се појавија, на кои се манифестира многу млади дечиња и будено треба да речеме. Посебно сакам дека пореката ова година да биде земме да ги плачеме даноците и веки ги читаме бултените во машината, ние сме на последно место по плачето на даноците. Това нещо сакаме да има школа, сакаме да има милиция, здравство, сакаме да има институции, община, локална самоуправа, откаде пари. Кој ќе ги даде? Можеме ние да бидеме на терен, да се разбереме на други точки, само да има година, нема кој да ќе повеќе да дава и повеќе тоа до, како кажем, кај мене инициира ние во ширијата нашето богатство со кое се гордееме и во светот знаат како е најмногу суров. Ние не ни е срдно и секој решува. Тоа е богатство кој ни го наследиле нашите дедовци, прадедовци, затоа така апелирам, не се плашам. Слободно да им објавиме отпор и едно, како да речем, преиначување дека со животот ние можеме да живееме со тие што да течат горе. Таа горе ни оставиле не дедовци, не прадедовци. Многу далечни време ни оставиле, тие успеале да се држиме, а не сега за кажам за една генерација. Во овој година има толку, за последни 3 години во Мишот има толку изгора на исечени шума, колку шума за последните 35-40 години. Мора да се стави. Јас знам дека нема да е така и нема да е така. Не се прашаме. Тие што ги споменувам, кои знаат кои се и знаат кај стоат цели, кај завршуваат, да во иднина не можат да рачуваат како досега на лесни пари. Ако ја можам да дам 30 милиона годишно данок, ако некој кој машинијата не дава за 30 години, 30 милиона, па сум доволно, како кажа, подборен и од име на Богу, од име на народот, од име на честа, на физисата, на бизнесмете, да дадам критика и со име и презиме, и нема да остане. Ние едно интервју обечава, ние ќе дадеме име и презиме на тие што ги заслужуваат данок. Тука ќе биде судската власт, тука ќе биде и полицијата, тука ќе бидат даночните, тука ќе бидат општинските инспектори, тука ќе бидат судските, повелителските институции од мршевијата, со име, со презиме, со број на предметите, тоа го не обечав, го припремам, бидејќи не е лесно да обвинуваш опилител, да обвинуваш судија, да обвинуваш полиција, да обвинуваш даноши, инспекции и така натаму. Затоа уште еднаш ќе честитам новата година и Христос се роди, заедно во исто време, да бидеме, како да кажем, луѓе, кои со таа порека што се посветуваме трешна година, Христос се роди, да бидеме лидери во, како што сме били, популарноста, на паметта, на поштеноста, на поддршката на системот. Ние ќе ние поддржиме системот, ние ќе имаме поврат на бенефитна ситуација, која на еден начин ќе не опомени дека ако може некој да дава, зашто не да не дава. Така да слободно и препорачува да во колку во мршевијата некој не дава даночна фискална сметка, да не плаќа. Тоа го закон дозволува. Значи, че тоа пробав на некој и знам дека ние не пробав.
парите од данокот, она писува тие што го скрива. А не тие, она како го бајаге корисот поевтино, она како ќе го цели, адишка не си го секојдневно, наследни деца, што наследство децата, кој ќе ме безбеди тип полиција, кој ќе ме безбеди јавен комунално предпријатие, кој ќе ме безбеди, како да кажем, на некој начин одбрана, народна, културална, народна. Сето тоа ние треба да плати. Најме дека не го плача некој трети. Нема некој трети, ние го плачаме. А ние најмалку мошевијата, јас не се сечам среќа, јас овдека не корисам, не ми доходово, на мене мошевијата ми е трошок, по моето мислење, че застанам за тој понатаму. Така да ушедеш, сречни новогодишни празници, сречни божични, сите празници, и една порака на женски кај да сте овде да дојдете, да се вратиме, да ја вратиме, да го вратиме минатото со чест, со почност, со помагањето, со слушно ткано, со кој доминира, меѓу кој јас сум еден методистки, еден вегање од едно село на Тира. Методистки, ако може да доспе до европски и до светски разбори, зашо не може да се думи? Нема тука пречка. Едно поштено работење, амбициозно работење, прифаќање на новитетите и плаќање сите европски преводари. Гледаш се најбољ и да се видиме во следниот пат да големи бенефити и резултати. Нам не требат резултати, не проекти.